Нов обид на помалите политички партии за промена на изборниот модел во една изборна единица со отворени листи. Претседателката на Либерално-демократската партија Моника Зајкова за ТВ21 изјави дека денеска го поднеле предлогот за измена на изборниот законник во собранието. Сепак, како ќе се постигне консензус за овие измени, Зајкова вели дека доколку се отвори дебата, се подготвени да прифатат и одредени сугестии кои би биле во рамките на концептот за една изборна единица. Во законското решение предлагаме една изборна единица. Законското решение е пуштено без изборен праг, меѓутоа отворени сме да разговараме и поднос на тој дел кој ќе се отвори дебатата. Предвидува отворени листи за локалните избори, затоа што навистина сметаме и покажа сите овие работи кои што ни се случува во општеството, дека не треба директен избор од граѓаните. Премиерот Мицкоски уште во четвртокот на седницата за пратенички прашања повика да се направат измени во изборниот законник со една изборна единица, со што ќе се овозможи и гласање на дијаспората. Не сме седнале до сега да разговараме со никога на оваа тема, но принципелно како ВМРО ДПМН реков, еве ги ќе повторам пратениците од пратеничката група на ВМРО ДПМН, ние ќе поддржиме една изборна единица во која што право ќе има да гласа и дијаспората биде. И од ДУИ се согласуваат на една изборна единица, но со прак од 5%. Од оваа партија прашуваат зошто се уште не е формирана работна група на која би се дискутирало за измените на законот, кои треба да се носат 6 месеци пред одржувањето на изборите. Ние сме за една изборна единица, но со праг, минимален праг, а тоа значи 5% од излезноста и односно 3% од вкупниот број на избирачи на листата на избирачи и со отворени листи. И од СДСМ вела дека се за отворени листи. Претседателот на партијата Венко Филипче деновиве порача дека неговата партија е подготвена да разговара за оваа иницијатива, но рече дека таквите промени треба да бидат дел од поширока дебата во која ќе учествуваат сите политички партии. Покрај прашањето за една изборна единица, тука се и прашањата за цензусот и за отворените листи, рече Филипче.